По иницијатива на градоначалникот Александар Панов со организација на Домот на културата Иван Мазов Климе и генерално покровителство на амбасадорот на Република Македонија во Франција господинот Агрон Буџаку, делегација од Кавадарци една недела престојуваше во срцето на уметноста Париз. Културната делегација, предводена од градоначалникот Панов и советникот Слободан Ивановски, ја сочинуваа кавадаречки ликовни уметници и представници на организацијата Slow Food здрава храна, поети од клубот Тиквешки цветови, джез музичарот Јордан Костов и будниот објектив на телевизија КТВ. Културно-уметничкиот караван од Кавадарци, воден од големата желба за уметност, не заборави со себе да ја понесе, ниту дивиди презентацијата преку која во престолнината на уметноста ги представи убавините на Кавадарци. Традиционалното македонско јадење, тиквешките специјалитети, црвеното вино, кавадаречката жолта и посебно одбраните дела на кавадаречките ликовни уметници прво беа представени во уметничкиот простор на Љубљана. Кавадаречката ликовна уметност има чест, под покровителство на градоначалникот на општина Кавадарци, да направат едно патување. Та кавадаречката уметност излезе малку подалеку од Кавадарци, од Неготино, од Маренските уши, од Македонија и да стигне не било каде, него директно во центарот на уметноста на светот во Париз. А Кавадарци секогаш бил колевка и лулка на ликовната уметност, расадник на уметници, почнувајќи од Перо Мазев, Гичо Чемерски, Симон Шемов и преку Глигор Стефанов, Даки Чаранко, и преку овој нов кластер, бран на нови генерации. И еден од тие и Диме Темков, нашиот домаќин, кој што ево од Кавадарци се досели во Љубљана. Што ќе му покажеме денес на словенците, на словенската публика? Што ќе биде? Ќе покажеме кавадаречката артот на Кавадарци, кавадаречката уметност, кавадаречкото вино, тиквешката храна и се што Кавадарци носи како дух во себе. И еве, на ова улица на уметноста во Словенија, пред овие прекрасни луѓе и овие прекрасни домаќини, ова вечер ќе се представиме со изложба на Кавадарци во галеријата на улица Сотеска број 8. Во Љубљана домаќин на нашата делегација беше Диме Темков, кавадарчанец по потекло, кој за добре дојде на културниот караван од градот на виното Вели. Овој простор е секогаш отворен за квалитетна уметност и од Кавадарци секогаш оди квалитетна уметност. Тоа е денеска факт, внатре е поставено многу брзо, многу добро и функционира. И публика се спрема, овој е кварт на културата. По официјалното отварање, кавадаречките слики се делат од караванот. Во Љубљана остануваат изложени до 6 јуни. Караванот пак од Љубљана, односно Словенија, продолжи низ Фиренца. И тука плеадата кавадаречки уметници го полнеше својот уметнички дух со инспирации кои понатаму ќе ја водат нивната четка низ платното. Но освен тоа, остварен беше и контакт со уметникот Кавадарци кој веќе 30 години работи во Фиренца, а на делегацијата и вети гостување во Тиквешијата. После сето ова, културниот караван стигна и до својата цел Париз, престолнината на уметноста, срцето на културата и живеењето. Овде домаќин на нашата делегација македонскиот амбасадор во Франција Агрон Буџаку, а од име на гостите се обрати градоначалникот Александар Панов. Пред 2 години Кавадарци беше град на културата на Република Македонија. Пошто што некако културата и презентацијата на културата и просторот на Балканот, односно на Македонија, ни стана тесен. Во Македонија во една година од 365 дена имавме над 400 културни настани. Мислам дека успеавме на вистински начин да ја спроведеме културата, да ја спроведеме политиката на владата на Република Македонија, а тоа е во вистинска смисла на зборот да се децентрализира културата, да не биде се во Скопје, туку културата да стигне и до најоддалеченото село од Македонија. Ова што денес се случува е плод секако на соработката и на големата желба на нашиот амбасадор во Франција, господинот Агрон Буџаку, за што јас лично му благодарам, а исто така на плеадата кавадаречки тиквешки уметници, кои што не само што се професори на цела Македонија, туку се и извозен продукт во Берлин, во Канада, во Америка, во Љубљана и по цела Европа. И нешто што за мене лично беше најбитно, тоа е да академските сликари, академските уметници да го достигнат нивниот врв, а тоа е да бидат во меката на уметноста, тоа е Париз, да ги фати бранот и ветерот на
Монмартр, за да можат многу подобро да творат во наредниот период. За да не должам многу, оваа вечер сакам да сите се чувствувате прекрасно и секако преку другите форми на уметност, а една од уметностите е и нашата храна, која што и вино кој што ја донесовме тука, да уживате во една македонска тиквешка вечер. Ви благодарам многу. Задоволен од плодот на досегашната успешна соработка, амбасадорот Буџаку само посака уште многу вакви средби со кавадарчани. Господине Панов, дозволете ми во името на амбасадата на Република Македонија да ви се заблагодарам вам и на вашите соработници што ни овозможивте вечерва да доживееме и да почувствуваме еден мал дел од културното богатство и од она што се вика радост на живење на гостопримивиот и топол град Кавадарци. Пожелувам Кавадарци не само Македонија и на Балкан, него и во Европа да стане познат по уметноста, по винето и по гостопримството. Во Париз со отварањето на изложбата на која кавадаречките уметници представија сосема нови дела, започна и тиквешката вечер на која парижани уживаа со вкусот на традиционалните македонски специјалитети и вина, зачинети со добриот стих презентиран од грлото на поетскиот клуб Тиквешки цветови и џез музиката на Јордан Костов. Во знак на благодарност на крајот од оваа средба градоначалникот Панов на нашиот амбасадор му врачи уметничко дело изработено од тиквешките уметници. Инаку дел од оваа посета беа и прошетките низ убавиот Париз со неговите знаменитости, од каде се надеваме уметниците понесоа доволно инспирација која за скоро време би се нашла на уметничкото платно.